Добро утро, почитувани гледачи. Редовен термин за почеток на ново издание на емисијата Фактор здравје. Во него утрово зборуваме за дебелината кај децата, која што станува сериозен јавноздравствен предизвик. Таа е присутна кај голем број деца и го загрозува не само нивното сегашно здравје, односно не влие само на нивното сегашно здравје, туку е и здравјето во иднина. Раното препознавање и преземање конкретни активности се клучни за да се спречи дебелината да стане хронична болест и неопходно е да се превенира нејзината појава уште во раното детство, што ќе им овозможи потоа да израснат во здрави возрастни индивидуи. И токму затоа одлучивме денешнава тема да ја насловиме решавање на дебелината кај децата, разбирање на причините, третманот и превенцијата. А на оваа тема разговараме со магистер доктор Елена Манолева-Николовска, специјалист педијатар од поликлиниката Манолеви. Добро утро, доктор Елена, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, ви благодарам на поканата. Чест ми е како и секој пат да бидам дел од вашата емисија. Така. Во рамките на нашава емисија многу пати и честопати ја третираме како тема дебелината кај возрастните, бидејќи навистина треба да се зборува за тоа, бидејќи стануваме свесни колку компликации по здравјето може да направи. Ама за дебелината на децата некако и генерално само ја подспомнуваме така попатно. Точно. А не сме зборувале да ја разработиме убаво за да сватат родителите што е она што треба да го направат и да го преземат. Зошто е јавноздравствен проблем сериозен во 21 век, секаде ширум светот, па вклучително и во нашава земја? Точно, генерално статистиката е дека дебелината кај децата представува навистина голем јавноздравствен проблем, кој што во Македонија, како што рековте, може би се уште нити израствените работници, најверојатно нити родителите и семејствата не се толку свесни колку е таа значајна, бидејќи кога ќе видите се потекнува во детската возраст. Знаете, по некој пат нас педијатрите сака да не викаат вие сте интернисти за мали. Ние не сме интернисти за мали, но ние сме многу битни заради тоа што колку подобро ќе превенираме дебелина и сите други ризици во текот на детската возраст, толку помалку ќе имаат работа интернистите во возрастниот период. И дебелината представува еден многу голем јавноздравствен проблем. Зошто? Заради тоа што рачунете дека последните, да кажем, податоци од Светска здравствена организација укажуваат на тоа дека од 1990 година до сега процентот на дебелина кај возрастните е зголемен за 2 пати, но кај децата е за 4 пати зголемен за 32 години, што покажува колку тоа станува навистина голем проблем во целиот свет. А во однос на Република Македонија, бројките се, да кажам, еден вид поразителни, најверојатно како и во целиот свет. Последните податоци што се официјалните од институтот, од Центарот за јавно здравје, укажува дека 30,5% од децата имаат или зголемена телесна тежина или дебелина, а 13,8 деца, тоа е скоро 14%, имаат екстремно покачена телесна тежина, значи имаат дебелина и екстремно покачена телесна тежина, која што исто како и кај возрастните се мери, се оценува според body mass индексот или индексот на телесна тежина, кој што го проценуваме кај секоја индивидуа според висината и тежината во одреден сооднос. Така да сите овие податоци укажуваат дека во Македонија не каска за цветот, но може би треба да се зголеми акцентот на поголема превенција, да им се објасни на родителите првенствено колку е значено да се направи превенција на дебелината во детската возраст, за да се овозможи да имаме една здрава индивидуа во возрастниот период, која што ќе доживее една убава длабока старест, која што ќе биде ослободена од хроничните незаразни заболувања, кардиоваскуларни заболувања, диабетес мелитус, кои што представуваат директна последица и зголемен ризик кај сите оние деца кои што имаат дебелина уште во раниот период на својот живот и до адолесцентниот период. А токму родителите се тие кои што можат уште од раната детска возраст да направат нешто, да преземат, да влијат, бидејќи кога детето веќе ќе порасне така, тоа самото си ја носи одлуката што ќе прави. Семејството е на првото место. После тоа следува државата со сите нејзини механизми да овозможи превенција, но најважно и најзначено на прво место е улогата на семејството, на родителите, во создавањето на здравите навики за живот, не само здрав начин исхрана, туку и вклучување на физичка активност,
А после тоа доаѓаат сите оние други превентивни, да кажам, кампањи и методи кои што може да ги преземе нели државата, но семејството, едукацијата на семејството е најбитниот фактор за тоа како да се превенира и како да се овозможи едно дете да има нормална телесна тежина. Така, ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, следите не до самиот крај, а се разбира слободно, вклучете се во емисијата и со ваши прашања и со ваши коментари. Ве очекуваме во текот на емисијата. Со магистер доктор Елена Манолева Николовска, специјалист педијатар од поликлиниката Манолеви, зборуваме за дебелината кај деца, како да ја разбереме, како да ја превенираме, каков е третманот и зошто мора сериозно да пристапиме кон овој проблем. Доктор Елена, бројни се причините, веројатно и ризик факторите, иако секогаш има некој што преовладува, но претходно, пред да ги споменеме причините, естетскиот момент и проблем на дебелината веќе го тргаме настрана. Многу повеќе треба да се насочиме кон оној здравствениот, компликациите кои што може да ги направи дебелината по нашето здравје, бидејќи едноставно некој може би си се допаѓа и си се бендисува, така како точно. е надворешниот изглед. Убаво ова го концепиравте и го кажавте. Јас секој пат и во разговор со децата, значи до 6-та година од животот првенствено разговорот и советот оди кон родителот. Како да превенира и како да овозможи здрав начин исхрана кај едно дете. После 6-та, особено после 9-та година од животот, кога децата се освестени, како што кажавте, не е толку, она што потенцирам во таквата возраст е дека не е естетскиот момент најзначајниот, иако верувате во последните години со присуството на булингот во училиштата, голем број на деца, како што рековте, на некого може му се допаѓа така да изгледа, но има сериозно деца кои што навистина сакаат можеби да изгледаат поинаку или се подложни на булинг во тој период заради кој за жал е присутен така многу, е сериозно присутен, имаме такви случаи во праксата, но она што најбитно јас го нагласувам е дека првенствено мора да знае дека тоа што јас го кажувам како совет дека треба да намали телесна тежина не е заради тоа што нема да биде сакан од некого како изгледа, туку првенствено на тие веќе возрастни деца кои што се во предпубертетскиот и пубертетскиот период, она што ми е најзначено да им потенцирам колку е тоа значено за нивното здравје и какви реперкусии ќе имаат за 20-30 години од сега. И најчесто им кажувам, можеби сега ви изгледа смешно што ви зборувам јас на ваши 12-15 години, но можеби по 30 години најверојатно ќе ме разберете што сакам да ви кажам, дека уште од сега треба да сватат тие деца, зборувам, кој што може да го разбира целиот тој процес, некаде од 9-та година веќе слободно може да се разговара со тие деца кој е бенефитот, поточно кои се ризиците кои што ги носи прекумерната телесна тежина, а пак до тој период, до 6-та до 9-та година од животот, советот оди кон родителите како тие треба да овозможат на детето да направат здрави навики. Всушност, вие ако не направите здрави навики за здрав начин на живење до 9-та година од животот, до 6-та, 9-та година од животот, после тоа станува се потешко заради тоа што пубертетот представува период на нагло растење и развивање кај децата, кој што автоматски по дефолт бара зголемен калориски внес од страна на организмот, тоа е потреба на организмот, го зголемува потребата енергетска за да може да расте, да се развива и тука настанува проблемот ако вие до 9-та година од животот имате дете кое што има зголемена телесна тежина или има дебелина, веќе многу потешко можете целото тоа да го исконтролирате и изрегулирате во текот на пубертетот. Веројатно само ќе се наголемува малку по малку. И затоа е најбитен првиот период на првите 6 години, знаете Фројд рекол дека се преживуваме во првите 6 години од животот, а после се е дежаву. Така се однесува и за начинот на исхрана. Колку подобри навики стекнеме кај едно дете, на што ќе го навикнеме неговиот вкус, дали ќе го навикнеме на процесирана храна, полна со одитиви засилувачи на вкус или ќе го навикнеме на храната која што е домашна готвена храна, тогаш веќе е полесно во целиот процес. Сега стигнуваме до ризик факторите кои што ги спомнавте. Значи, да, постојат ретки случаи на органски пореметувања или промени во хормони кои што може да предизвикуваат дебелина кај децата, но сепак во најголемиот број на случаи, да не кажам 90% од случаите, најголемиот број се работи за дебелина, значи зголемена телесна тежина, дебелина или екстремно зголемена телесна тежина, се работи првенствено заради неправилен начин на исхрана. Тука првенствено доаѓа втората причина, седентарниот начин, ние го викаме на живење, значи новото време, технологијата, преголемиот престој на компјутери, лаптоpi, телефони, значи апсолутно е на прво место.
немање на физичка активност, зголемен калориски внес, првенствено ние ја викаме процесирана храна, индустријски спремена храна, тука подразбира хамбургери, хот-дог, но не е само тоа. Која што не е многу вкусна и не тера уште повеќе да ја јадеме или до крај да го изедеме. Оброкот, многу е важно и количината во порцијата која што јадеме. Апсолутно. Значи тука е количината, видот на храна кој што се јаде, зашто викаме постојано учете го детето. Ние педиатриски забрануваме до 6-та година пржена храна. Зошто? Заради тоа што на сите ни е вкусна наспржената храна. Убава е, да, таа е вкусна, но не е здрава. Да, можете ви инцидентно да правите нешто да го испржите, но доминантно треба да биде печена, варена храна, полна со овошје, зеленчук, значи без адитиви, заради тоа што тоа е единствениот начин на кој што можете да го навикнете вашиот организам. Вкусот уште од мало, за да после тоа понатака целото тоа премине како навика за живење. Бидејќи кога еднаш едно дете или една индивидуа ќе има зголемена телесна тежина или ќе има дебелина, верувате како поминуваат годините, навистина е многу тешко. Процесот на слабење, процесот на враќање на телесната тежина во нормална состојба, верувате, е многу тежок процес, кој што бара колку индивидуата повозрасна и колку одминуваат годините, толку е потешко да се врати на нормалниот body mass индекс или на нормалната телесна тежина, заради тоа што едноставно навиките, начинот на живење, тој кој што вие за да можете да се вратите во нормала, заради тоа викаме во третманот имате нутриционисти, диетичари, доктори, педиатри, имате цел систем кој што треба да стои зад вас да ви помогне да се вратите назад. Така, и затоа токму во тој период многу лесно потоа се враќаат повторно на килограмите, ќе направат и ќе добијат некаков успех, ама едноставно за брзо време повторно не може да одолеат на она што проблемот во регулирањето на дебелината и на зголемената телесна тежина е тоа што едноставно како да кажам, имате еден процес на навика на организмот, клетката е едноставно навикната. Нашата клетка е навикната како што се навикнува на никотин, така е навикната на храна. И сега вие таа клетка треба да ја одвикнете на таа количина, на тој вид на храна, да се вратите во некоја нормала. Тоа што го рековте, јојо ефект, брзо враќање. Она што е најтешкиот дел во регулирањето на телесната тежина е тоа што треба прво да се победите сами од себе си и треба да поставите пред себе една, како да кажам, план кој што ќе го почитувате во текот на целиот живот. Да, ние сите можеме инцидентно да јадеме некоја процесирана храна, да отидеме инцидентно во кафана, повремено да каснеме еднаш во месецот пица ако ни се јаде или нешто. Значи, ние не викаме дека треба од се да се откажеме. Целосно не треба откажување. Така, никој не може да се откаже од задоволствата 100% целосно и не треба. Не треба заради тоа што докажано дека и правење на диети долгорочни кои што исклучуваат одредени типови на храна, понатак организмот многу тешко може да се привикне на нив. Она што е најбитно, да се направи долгорочен план во кој што една индивидуа треба да знае дека доколку е склона на дебелина, доколку има градба и физиономија, генетика, затоа што и дебелината е различен метаболизам имаме сите, така некого ќе видите јаде, ама едноставно не се здебелува, така? Точно. Значи сите имаме ние различна генетика, но луѓето кои што знаат дека поседуваат генетика или градба која што при најмал внес или при ексцесивен внес на одреден храна предизвикува кај нив зголемување на телесна тежина, тогаш треба тие деца, јас уште во детскиот возраст кај децата во пубертетскиот период им кажувам дека вие треба да бидете свесни дека не е сега само ти да ослабеш во наредните месец-два. Ти треба да бидеш свесен или свесна дека тоа треба да го одржиш како начин искрена во текот на целиот живот, што навистина е многу тешко, но навистина може да се успее со голема самодисциплина и работа нели на проблемот. Така да. Само кратко сега некако да се надоврзам, да споредиме како било во минатото и како е денес во денешно време. Ке се сетат оние повозрасните дека во минатото кога имало немаштија, кога имало глад, неухранетоста била доминантна, дебелината била знак за добро здравје. Знаете кога ќе речеле жената е крупна, здрава е, може да работи затоа што тие требало секојдневно нели да работат на нивата, да. Каква е споредбата со она денес, сосема обратно, така? Знаете како се уште во, да кажам, помеѓу народот се уште постои тоа дека дебело дете е здраво дете.
И тоа е една, како да кажам, работа која што се трудам да ја откоренам и однапред да ја кажам. Знаете, многу родители ќе дојдат загрижени, ама видите, моето дете е многу слабо, не напредува. Јас им викам, вашето дете е одлично. Не треба вашето дете да има на една година, знаете, многу родители ќе има 8,5, 9 килограми на една година, многу е слабо. Не, вашето дете не е слабо, вашето дете е нормално. Ако се родило 3 кила, очекувана тежина на првата година е 9 кила. Ако се родило 50 сантиметри, очекувана должина е 75 во првата година. Луѓето сметаат дека треба да има 10-12 килограми за да биде нели детето нормално. Не, напротив. Дебело дете не значи здраво дете. Во денешно време. Во денешно време. Така, Зошто? Заради тоа што во минатото начинот на исхрана и начинот на живот, особено порано се живеело, немало толку развиени, ни градската средина не била, урбаната средина не била толку развиена, селата биле многу развиени, но тогаш се пиело млеко од крава која што е во дворот, се пиело од коза која што е во дворот, сакам да кажам, било многу поквалитетно него што е во денешниот ден. Втора работа се јадела храна која што растела во нивата, во почвата, која што била релативно поздрава од денешното време. Ќе се извади морков од земја, ќе се извади пашканат, ќе се направи една супа, ќе се заколе една кокошка или телето, па ќе се стави во фрижидер и ќе се јаде од таа храна. Денеска проблемот не е таков. Се одело пеш секаде, така? Точно е. Да, физички биле активни. Така, значи тогаш имало, тоа е сосем едно друго време во кое што луѓето споредбено со денеска дури можеби имали и поголема телесна тежина, но биле многу поздрави. Како што рековте, тие работеле во нива. За да вие ја сработите таа физичка работа во нива, треба да јадете, треба да имате енергија. Ама таа енергија се трошела. Зошто ние прво што им препорачуваме не само на возрастните и на децата, прво што им препорачувам да почнат да одат на водно, да почнат да одат на бродец, земете со другари, со дечко, со девојка, без разлики да се постари, полнолетство во првите години после полнолетството. Што е најбитно? Морате вие тоа што ќе го изедете во текот на денот да го потрошите. Доколку не го потрошите, тоа се складира. Значи, знаете како луѓето очекуваат ќе почнат да пешачат покрај кеј, па ништо не ослабев. Па вие со тоа пешачење покрај кеј нема да ослабите, но тоа што денеска сте го изеле, морате да го потрошите. Ако не го потрошите, ќе се складира. Денеска малку, утре вакво и така постепено доаѓа до покачување и зголемувањето на телесната тежина. Она што е многу битно како податок, што сакам да го кажам, е дека докажано е дека доколку дебелината не се коригира до возраста на полнолетство, најголемиот број на луѓето, понатака, поточно тие деца, доколку не коригираат дебелина до полнолетство, стануваат дебели во текот на целиот свој живот. И на тој начин ги зголемуваат 2-3 пати повеќе ризиците од кардиоваскуларни заболувања, од дијабетес мелетус, од обструктивна апнеја, значи ги зголемуваат ризиците. Значи, овие се најсериозните компликации. Тие се најсериозните компликации и понатака ќе го спомнеме уште една многу битна компликација, неалкохолното замастување на црниот дроб, но она што сакав да го кажам е дека мора во периодот од 9-та до 18-та година од животот, кога веќе детето е свесно за своето тело, за својот организам, тука да почне нашето објаснување како доктори, да го превенираме целото тоа, да им објасниме колкаво е значењето за нивниот понатамошен живот и да им кажеме дека доколку до 18 години не го изрегулираат тоа, дека понатака е и потешко и компликациите се многу поголеми. Така да, затоа периодот до 18 години од животот, затоа ние како педиатри и државата со своите превентивни мерки се многу битни да ја превенираат дебелината и зголемината телесна тежина до периодот на полнолетството, затоа што после тоа станува се потешко и потешко и можноста за рани појави на компликации и болести е многу поголема после 18-та година од животот. А ако деца кои што во раното детство имале тежина поголема, а ако ја намалат до периодот на пубертетот и адолесценција, тогаш веќе го намалуваат ризикот и се некаде на исто ниво или рамниште со оние кои што воопшто немале покачена телесна тежина. Така, ако се искоригира до 18 години и се одржува понатака телесната тежина, тогаш тие го имаат истиот ризик како сите други луѓе кои што имаат нормална телесна тежина. Ако не го искоригираат, тогаш еве ќе ги набројам уште еднаш најбитните компликации. Првата компликација е рано стекнување на дијабетес мелитус, кој што се повеќе за жал го има. Така? Да. Најбитно е дека тие се подложни на појава пред 40-та или околу 40-та година од животот. Да, тие можеби носат генетика во себе од татко, мајка да добијат дијабетес мелитус, но доколку имаат прекумерна телесна тежина, нема да го добијат на 60-70 години, ќе го добијат на 40 години. Зошто? Колку е поголема телесната тежина, колку повеќе клетки има во организмот, толку повеќе инсулин треба да лачи панкреасот,
а тој како и сите органи си има одредено ниво кој што лачи во текот на животот и ете на крај доаѓа до недостаток на инсулин и појава на диабетес мелитус, фактички шеќерна болест. Втората најбитна компликација и диабетот и самиот е вовед во кардиоваскуларни заболувања, пошто знаеме дека ги уништува крвните садови. Втората најбитна компликација се кардиоваскуларните заболувања, раната појава на инфаркт, раните појави на цереброваскуларни инсулти, значи мозочни удари, крварења, кои што исто така, доколку нели е поголема дебелината и колку се по ризик факторите присутни однапред, толку се ќе се појават 40, 50, 60 година од животот, а како што реков на почетокот, нашата поента како доктори е не ние да лечиме инфаркт на 40 години. Нашата работа е да превенираме и да покажеме на поединецот колку е значено дека ако сака да живее квалитетно и долгорочно, дека не е исто вие да живеете со инфаркт од 40 години или со мозочен удар кој што оставил последици во однос на вашата моторика, па да бидете со бастумче, не е исто да живеете така или на 40 години да трчате 20 км на кеј и да се чувствувате одлично. Значи тоа е она што јас како педијатар секојдневно им го кажувам на децата кои што имаат прекумерна телесна тежина и верувате во последниот период, дури кога ми доаѓаат зобични настинки, сосема случајно, затоа што децата во периодот од 9-та до 18-та година не се многу присутни во нашите ординации. Тие се помалце болни, имунолошки се многу постабилни. Ретко настинуваат, еднаш во годината, два пати, некој пат може да не ги видите. Родителите знаат да ја поминат настинката дома. Да, или пак едноставно да се јават кај вас, така што да земат и да применат. Докторке, 2 дена бевме дома да ми пишете оправдание. Сега го користам моментот кога такво некое дете ќе дојде и приметувам дека ја зголемило својата телесна тежина или веќе е дебело, веќе го користам моментот да отворено да зборувате, така и да го зборувам, туку почнувам да му кажувам и закажувам контролни прегледи, му давам мотивација, да се мотивира, да почне со физичка активност, му ги објаснувам сите ризици за понатака од животот и го викам на контролен преглед да измериме телесната тежина, секако објаснувам дека процесот е тежок, но дека е неминовен. И како што рековме од другите компликации, обструктивната апнеа, и стигнуваме до она што ми го кажавте на почетокот што ме прашавте естетски, психолошките и социјалните моменти секој пат се присутни, да, како што рековте, можеби на некого тоа нема да му биде значено, но не верувам дека во денешно време мислам самото време во кое што живееме наметнува дека ние мора да имаме одредена фигура, одредена телесна тежина, треба да изгледаме вака или така, нели, има некои наметнувања глобални кои што наметнуваат како ние треба да изгледаме. И целото тоа ги прави тие деца да бидат подложни на булинг заради начинот на кој што изгледаат и целото тоа прави психосоцијални пореметувања, да се затвораат сами во себе, така, кои што исто така мораме да ги земеме како сериозно бидејќи знаеме дека во последните години во Македонија е зголемен и бројот на депресија кај деца, кој што исто како дебелината можеби не сме свесни за тоа колку како проблем постои, а сите овие моменти психосоцијални, дали тоа ќе биде булинг заради изгледот, целото тоа заедно со другиот начин на живот кој што го има детето може да представува исто така многу голем психосоцијален и останува во тој магичен круг. Така од кој што едноставно некогаш можеби и не знае да го најде излезот. Го споменавте за мастениот црн дроб од неалкохолно потекло. Го има и кај децата? За жал да. Ние веќе со доктор Манолев, интернистот во нашата поликлиника, веќе почнавме да работиме сериозно децата кои што имаат прекумерна телесна тежина, веќе почнавме да им правиме ултрасонографија или ехо на абдомен и навистина верувајте зачудувачко е дека веќе имаме деца на 12 годишна возраст кои што имаат непрекумерно зголемена, но имаат дебелина, со зголемен body mass index кои што јадат процесирана храна, јадат купечка храна повеќе, чипсови, смоки, јадат храна која што е хамбургер, хот дог, а се деца кои што веќе имаат прв степен на замастување на црниот дроб. Доколку тоа не го изрегулираат, тогаш верувајте дека замастениот црн дроб од неалкохолно потекло веќе сериозно глобално станува голем проблем за појава на цироза и карциноми на црниот дроб, кој што исто така, значи ако порано беше дека само главни се диабетес мелитус и кардиоваскуларни, обструктивна апнеа, сега веќе на големо се зборува за тој неалкохолно замастен црн дроб,
кој што верувајте се појавува уште од младата детска возраст, а ние сите знаеме дека црниот дроб представува главната лабораторија во нашиот организам, кој што прави детоксикација на сите токсични материи кои што се влезени во нашиот организам, а доколку вашиот црн дроб е замастен и нема нормална функција, рачунете дека дел од тие токсични материи нема да се обработат, ќе останат во организмот и поради тоа локално настанува оштетување на клетките на црниот дроб, тоа води кон цироза, а цирозата понатака може да доведе и карцином на црниот дроб. Сериозни долгорочни компликации. А тука пак единствено и едноставно што можете да направите да го смените начинот на исхрана, така барем црниот дроб се обновува и се регенерира ако му помогнете и му дадете поддршка. Значи кај сите други болести кои што ги имаме, дијабетес, мелетус, кардиоваскуларните заболувања, оштетувањата се долгорочни и последиците се трајни. Значи кога еден мозокот или било кој нерв во организмот ако се оштети, тој многу тешко се регенерира и никој пат не може да се врати на првобитната состојба. Црниот дроб, како што рековте, можете во буквална смисла да го исечете, да ставите само еден мал дел, тој се регенерира и се обновува. Што значи дека како што рековте, многу едноставно, ама во реалноста не е толку едноставно. И тука сакам многу да ја нагласам улогата на семејството и улогата на родителите. Она што ќе може ли за тоа веднаш по уште еден блок реклами, така за да си направиме една целина. Останете со нас, почитувани гледачи, продолжуваме по рекламите. Продолжуваме со разговорот во студиото и споменавте улогата на семејството на родителите. Тоа е нешто главно и основно од каде што треба да се почне кога велиме како првиот чекор да го направиме, така во превенцијата и во активностите кои што треба да ги преземеме кога станува збор за дебелината кај децата. За мене лично најбитниот сегмент е семејството и улогата на родителите во начинот на исхрана на децата, заради тоа што знаете од тоа што го гледам во секојдневната пракса, кога ќе дојде некое, да речеме, дете кој што има зголемена телесна тежина или дебелина или екстремно голема тежина, најмалку еден од родителите, а најчесто двајца од родителите имаат дебелина или екстремно зголемена телесна тежина. Што значи дека освен во случаите каде што рековме дека постојат можеби некои проблеми, а рековме дека збориме хормонални или некои други пореметувања кои што предизвикуваат дебелина, во најголемиот број на случаи се работи за неправилен начин на исхрана, кој што е во рамките на семејството. Зошто кажувам дека семејството е најбитно? Заради тоа што знаете кога ќе дојде некое детенце, да речеме 7, 8, 9 годишно, 10 годишно дете и кога ќе почнам да му зборувам за дебелина, родителот му вика: "Ете, нели ти кажав?" Првиот мој одговор на родителот е: не е тоа што вие му кажувате. Дали вие купивте мајонез, кетчап, салама, паштета, што се наоѓа во фиоката за резерва, колку имате вие благи работи, чоколади, чипсови, смоки. Значи не може вие да барате вина во детето, заради тоа што вие морате на детето, вие сте тие кои што му ја купувате храната. Ако сакате да му помогнете на детето да ја намали телесната тежина, мора да тргнете од самите вас. Значи како се храни родителот, така ќе се храни детето. Каква физичка да му дадете поддршка, така целото семејство исто да се исхранува. Тоа и го кажувам и како совет, не може вие да земете да јадете мајонез, да намачкате на леб, да ставите салама, на детето да му подготвите нешто друго. Така, значи тоа гледа што вие јадете. Ако вие секој ден трчате на кеј, пешачите, излегувате, со текот на времето и детето ќе научи дека треба тоа да го прави. Ако одите на водно секоја сабота и недела, земете го детето, покажете му пример како треба да го правите тоа. Затоа сметам дека семејството е најзначено. Во првите години од животот, ајде првата година ќе ја тргнам како период на, како да кажам, на период за превенција, заради тоа што во првата година сите родители внимаваат. Едноставно, храната е бебешка, храната е таква како што е, полна, богата со овоше, зеленчук, најчесто домашна спремена, дури кашичките кои што ги купуваат се спремени за таа возраст. Проблемот настанува после првата година од животот. И тука почнува. Моето дете не сака да јаде, заради тоа што не сака да јаде, не ми е жал, па почнуваат соковите, индустријски зборувам, тетрапак сокови, со бои полни, со адитиви, со конзерванси. Па тука почнува, не сака да јаде, па докторке жал ми е, па јаде смоки, па јаде грисини, јаде секакви видови, значи на други, како да кажам, храна богата вкусно со адитиви. Нема дете кој што не сака да касне смока. Секако дека сака. Убава е, вкусна, ја и вие да ја пробаме, не е убава. И тука настануваат првите грешки до 3-та, до 5-та, до 6-та година од животот, кога детето веќе почнува да јаде се друго освен тоа што треба.
Затоа е многу битно семејството да се покаже како пример и она што е многу битно, што е изгубено во последните години е фамилиарниот ручек. Ручекот кој што е спремен дома. Заради тоа што, особено после 9-та година од животот, луѓето не готват дома, тоа е реалноста, колку ние сакаме да избегаме од тоа. Луѓето не готват, домашна храна нема. Или детето е оставено да јаде надвор, а ако јаде надвор се знае што јаде. Јаде пица, јаде хамбургер, јаде хот-дог, јаде чипсови, пие кока-кола. Тоа е реалноста која што постои во целиот свет. Затоа семејството е стожерот. Од, ќе кажам, прва полна година, се до 80-та година од животот, семејството е тоа кој што покажува кој е правилниот начин на исхрана, кој е правилниот начин на живење со физичка активност, здрав начин на исхрана, здрави навики. Не може да очекувате, ако вие пушите, голема шанса има и вашето дете да пуши, затоа што вие сте примерот кој што покажувате. Секако постојат и случаи кои што ниеден родител не конзумира нели цигари, но децата да почнат. Знаете, друго е кога ќе го имаат стартот и основата, примерот што го гледаат од дома, и затоа семејството мора да се врати на старите навики. Јас разбирам дека од понеделник до петок може би е тешко да се уствари да се реализира целото тоа. Знам дека многу луѓе одат во смени, мајката е прва, па втора, па трета, па го чува бабата, па го чува дедото. Да го исконтролирате целото тоа, но јас верувам дека и еден родител да биде дома да ги чува децата, ако другиот родител е на работа, тој родител треба да се потруди во тој период дека е дома да му возможи на детето да седне со него, да направи муабет. Ручекот, тоа што го рековте порано како се живеело. Порано сите седнувале на маса во 3 сати и сите ручале тоа што ќе се сготви, што тоа има. Што било на масата, знаете, сега за секој член во семејството јас ова не го сакам, јас ова не го јадам, и секој поединечно и посебно следнува јаде тоа што го сака. Родителите можеби некогаш и лесно се откажуваат, знаат да речат моето дете не јаде овошје, моето дете не јаде зеленчук, ама морате да најдете начин така малку да го смените сето. Ќе го измешате, ќе го направите со нешто друго, ќе направите чинија богата во која што ќе направите некоја фигура. Постојат начини, но треба да бидете упорни и треба да знаете дека навиките кои што ќе ги создадете до 6-9 година многу ќе влијаат понатака на тоа како детето ќе јаде. И она што е многу најбитно, не знам колку имаме време, само да кажам на крајот. Ноќните обрици. Не може во 10 саат мамо ми се јаде, направи ми тост, макарони, па ќе стави кетчап, мајонез или испржи ми јајца. Ако некој сега се прашува, лесно е на докторкава да каже, морам да кажам дека ја тоа дома го применувам. Еве ако некој си вика лесно е се само да зборува, дали го применува, па јас го применувам, јас сум навистина многу лоша мајка. Во 10 часот можете само да земете банана, мандарина, ако ептен е гладен може да земе чаша јогурт, чаша млеко, да стави малку житарици, но во 10 саатот не може да се јадат чипсови, чоколади, да се прави тостови, да се прават пржени јајца. Без разлика дали се работи за детски организам или се работи за возрастен организам, така, минимум е препорачливо 2 часа желудникот да нема внесено храна пред да легне во пред да оди на спиење. Зошто? Заради тоа што не го оптеретувате желудникот, не го оптеретувате метаболизмот да работи, не ги стимулирате хормоните да работат. Значи, вие треба 2 до 3 часа пред спиење да го смирите организмот, да му возможите мир, да се почнат да се лачат хормоните, мелатонин и други кои што возможуваат одмор во организмот и да возможите регенерација на сите клетки, црн дроб, мозок, за да станете одморени следниот ден. Така да едноставно... А добриот сон им овозможува на децата добро и да растат, така? Нели, ако им е нарушен сонот од различни причини и фактори? Значи, докажам дека луѓето кои што немаат квалитетен сон и кога сте ненаспани, што правите прво? Па јадете цел ден за да можете да го издржите денот. Потребна ви е енергија. Зошто? Затоа што мозочната клетка, ако нешто има потреба, тоа е гликоза за да функционира. За да вие имате гликоза во мозокот, морате да јадете. Затоа е сонот многу битен и докажано дека луѓето кои што добро спијат имаат и намален калориски внес во текот на денот, бидејќи клетката е одморена, мозокот е одморен и може да функционира со помала количина на храна. Затоа овие сите се работи кои што навистина се многу значајни да се скратат процесирана храна, да се вратиме на семејната трпеза, децата повеќе да бидат со родителите, тропне лажицата во чинијата, така тоа ми остана од една друга педијатарка, така и мислам дека така секогаш ќе се потсетувам на тоа. Ние немаме лажица во чинијата, ние имаме хот-дог и хамбургери, го немаме веќе домашната храна, што би се рекло компир, манџа, спањак, грашок, боранија, тоа веќе, како да кажам, многу малку се приготвува. Така да советот е дека
мора да се вратиме на стариот, како да кажам, оние стари начини на исхрана, што повеќе домашно спремена храна, што повеќе непроцесирана храна која што е ниска или нема многу заситени масни киселини. Значи, едноставно мора да се вратиме на бейзик, основа на храна, овошје, зеленчук, печена, варено месо, млеко, млечни производи во одредена количина, без касни оброци, без преголеми грицки измеѓу оброците и секако на крајот мора физичка активност за да го протрошиме вишокот на внесени калории во текот на денот. Да. Ви благодарам за гостувањето, практични совети од кои верувам дека многумина ја разбраа поентата и суштината, зошто треба да превенираме и да реагираме доколку е дебелината присутна во детската возраст, за да тие можат да пораснат во здрави индивидуи, да бидат со помал ризик од хронични незаразни заболувања. Секако. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас за поканата. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.